Силната динамика на реализација на капиталните инвестиции во култура, ние сме секојдневно на терен, премиерката, премиерот, началници, директорот со сите релевантни директори кои што работат на делот на реализација на капиталните инвестиции, тоа е повеќе од видливо. Сакам да потенцирам дека пред неколку месеци бевме тука, се поставуваше камен темел на оваа социјална зграда. Морам да изложам што денес разговараме, што се информираме и од надзор и од началникот е дека со одлична динамика од изградбата на социјалната зграда, треба да се направат овде што се година 62 станови. Исто така работиме уште на неколку локации низ државата, значи работиме во Виница, се работи во Промиштек, се работи во Тутел, се работи исто така во Свети Николе, значи некаде 506 станови треба да бидат градени во најбрз временски период. Сакам исто така да потенцирам дека за нас е многу битно оваа динамика да продолжи, не само во овој дел, бидејќи интензивно работиме на огромен дел на водовод и канализација низ државата, на огромен дел патишта низ државата, се работи на изградба, реконструкција, рехабилитација на тие патишта, се работи посебно во делот на она што ќе значи за нас исклучиво битно, а тоа е делот на железничкото поврзување, и би сакал во оваа прилика да искористам да одговорам на оние паучални прозивки кои што, за жал, постојано јас ги повикувам представниците на ВМРО ДПМН и да излезат на терен, а не да држат кабинетски пресконференции. Она беше буквално пресконференција колку да ги има на телевизија или во порталите, без суштински да се дадат аргументи како тече процесот на гасификација. На најасно да бидеме, гасификацијата во нашата држава тече со одлична динамика. Од овој град, од Неготин до Битола, Кракот, значи близу 90% има реализација, а не паушални оценки дека не се работи. 90% има реализација и во делот на финансиската и во делот на техничката реализација. Средствата кои што се предвидени и со ребалансот на буџетот и со буџетот си се останати онаките кои што се планирани и проектирани во буџетот за оваа година и очекуваме исто како ланската година кога од неребалансиран буџет 94% беа искористени. Истото се случува и на кракот од Скопје преку Тетово до Гостивар, каде што имаме 60% реализација. Затоа јас и министрите и колегите кои што сме владата постојано, наместо кабинетски пресконференции да се држат, колку она класично кажано да не има на телевизија, да излезат на терен, јавно ги повикуваме, да видат што се во оваа држава во моментот се гради. Се гради многу, ќе продолжи со истата динамика. За нас не е декларативно реализацијата на капитални инвестиции, тоа може да се види и со бројки. Ние постојано зборуваме со релевантни бројки, затоа и сме на тие места каде што сме, да објасниме и се разбира јавноста да биде начисто со тоа. Значи ќе поентирам тука дека интензивно владата, согласно и ребалансот на буџетот кој што вчера направи, остануваме на силната динамика на капиталните инвестиции кои што ќе биде во целост реализирана во крајот на оваа година.